Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK Панчо ДНК. Јас сум Илена Ристовска. Јас сум Игор Джамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Јас со нетрпение чекам да видам како би изгледала Елена Велевска во поп верзија. Една наша исто така млада, доста атрактивна, ја видовме, имавме можност да ја видиме на летово на една од нашите охридски плажи, а исто така мојот колега успеа да ја испровоцира и да направи едно интересно интервју. Беше тогаш во едно провокативно издание, сега иако е зимо и јас сум во джемпер, таа денеска повторно ми дојде во провокативно издание. Нејзиниот секси пил бога ми израчи наоколу во нашево студио, за тоа малку повеќе ќе поразговараме денеска со мојата денешна гостинка, како што јас милувам да ја наречам нашата македонска Мерлин Монро. Добре дојдеки, посакам на нашата Девана Ѓорѓиевска. Здраво. Добро ве најдов, супер. Прекрасно се осеќам, фала ти за таа најава и за тоа што ми кажа дека зрачам со толку секси пил. Ми значи тоа жена, посебно. Ќе поразговараме малку повеќе за секси пилот подоцна. Окей. Може? Да сум. Знам дека се снаоѓаш добро во на таа област, заради тоа што и самата, како што кажа, во најавата зрачи со секси пил. Апсолутно се. Како ти беше средното уметничко име, сега пред да те најавам, разговаравме околу тоа? Нардели, но може и со презиме. Денес сум само Ѓорѓиевска, ајде. Или македонската Мерлин Монро. Прифаќам денес таков предизвик. Добра. Што ти отвори Мерлин Монро? Какви врати ти отвори Мерлин Монро? Па ми отвори многу интересни шеги пред се. Значи, до ден денес тоа трае. Значи, каде и да се појавам, кој да ме ви... ти беше таа, ти беше таа, ти беше таа. Не, интересно ми е, затоа што тогаш бев многу плава. И така баш некако улетав во таа приказна. Не беше наместено воопшто, тоа така спонтано дојде и до ден денес остана како еден вид на шега, онака Девана оди до Девана Мерлин Монро. Така. И до ден денес трае тоа. И се шалиме понекогаш со пријателите. Така, Девана те бидува за да направиш драма и скандал од некои твои животни искуства и ситуации, меѓутоа дека сега ќе те прекинам и ќе го најавам нашиот Кристијан, затоа што и тој го бидува да направи драма, кога е со нашата позната Ивана Кнез, сигурно ќе ни приреди и овој пат некоја драма. Здраво, Кристијан, дали се слушаме? Од режијата ми јавуваат дека... го имаме. Кристијан? Здраво, Кристина, дали се слушаме, дали се борете? Јас одлично те слушам, се надевам дека и ти не слушаш нас. Па, слушам од две страни. Сакаш да те слушам од кај Вишко или сакаш од кај мене? Сеедно, битно да се слушаме. Кажи ми, не ти е ладно сега? И целоводно ве слушам. Не ти е ладно на толку надморска височина? Морав да се жртвувам овој пат за мојата драма кралица Ивана Кнез, од проста причина што ми дојде од Кина. Ми се шетала таму со маски, не можела да диша воздух. Овој пат се решив јас да ја доведам на чист воздух и да зборуваме за нешто еколошко. Најпрво добре дојдете. Добре те најдов. Добре ве најдов и ви благодарам што ме донесовте на малку почисто. Се чувствува ли ова чистотија тука? Добре, поради технички причини нашиот линк овдека малку прекина. Јас се надевам дека подоцна ќе го имаме повторно нашиот Кристијан и дека нема толку да шета. Знаеме сите колку е динамичен. Биди малку статичен за да можеме да те доловиме, нели? Да се вратиме, Девана. Се имаме или се немаме? Се имаме. Ете го, повторно. Нема да шеташ, немој да мрдаш, гледаш да кажа. Да ме сефицирам готово, отстоп. Мислам дека луѓето таму поред мене тоа е град Шангај, градот во кој што сонцето нема иднина. Затоа што нема сонце.
спони со Да. Јас ќе се извинам повторно и се надевам дека до крајот на денешното издание, односно до 15 часот, ќе го имаме повторно нашиот Кристијан. Ако не со слика, барем телефонски Кристијан. Зошто да не? Ајде ние да се вратиме овдека во студиото, затоа што таму, како што ја видов, прилично ладно, сите се... Дај, по... Да, само на што ги носи, ајде кажи, објасни ги, на што ги носи сега овие ночари? Веројатно да избегал од ова лошо време. Предпоставувам. Кога сме кај времето, гледаш како ме потикнуваш. Од какво лошо време бегаш ти? Од какво лошо време? Од магливо, ладно, страобално, некако тмурно, не скрос е... Мислам дека никој не може да функционира на вакво време. Сем некои дебелокошци, што предпоставувам дека ги има и би сакала да бидам една од нив. Али вакво време мислам дека е смрт за секого. Особено кога требаш да функционираш на некое поле. Така. Добро се снајде во интервјуто летото. Не знам дали е ова до времето и до сонцето или до коктелот со кој што те послужи мојот колега Кристијан. Сега снимам овдека нешто вака да ти понудам. Немаме коктел за штета. Да, штета голема. Тогаш фрлаше коктели, а сега во зимски период што фрлаш? Кој алкохол е добра самоодбрана? Кој алкохол е добра самоодбрана? Па ќе се задржиме на Джеймисон. Вау, браво. Не сум фрлила одамна за шала, мислам, немам искуство со Джеймисон по луѓе. Кажи ми, сакаш сега да го погледнеме видеото, малку да се навратиме на она што беше летото, па потоа да се вратиме повторно во студиото да го прокоментираме, значи сите оние коментари кои што ги доби отпосле, може? Хајде, може, дај ми малку Режија, дали е подготвено видеото? Ти не засуват ли детските моменти? Детските моменти не. Зашто би ми не засувале? Секој момент е убав за себе. Не ли сакаш никога да се вратиш назад да речеш ова сакам втор пат да го проживеам? Не. Мислам дека за се е доволно еднаш да се проживее, според мене. Are you sure? Апсолутно. Сега да се вратиме на темата љубов. Се договоривме на оваа тема да не изборуваме. Да, се договоривме, ама знаеш, новинара за да ги крши секогаш. Апсолутно, значи не. Така, правилата се правила, ама ако не се скршат не се интересни. Сега сам да биеш интересен коктел. Да, интересен. Ајде на здравје. На здравје. Ако мислиш дека ќе му пием словени, Немој да ме изнервираш доволно. Blue Frog иначе. Океј. Нема да ти изнервирам, туку ќе се обидам само да прашам. Коктеливе се пијат или се фрлаат? Не, ова не се договоривме. Коктелите дали се пијат или се фрлаат? Па види се, може да по луѓе. Може да имаат повеќе намени, да, некогаш. Јас би да ги пијам, али нели, понекогаш тоа како секундарна опција. Добро, најчесто кон музичари. Не, немам некоја посебна фела на луѓе, меѓутоа некој кога нели го заслужил тоа, обично го допи. Види, пријателството кажавме уште пред да започнеме со интервјуто, ќе оставиме на страна. Па затоа морам и сега да потпрашам, окей, се е во ред и да имаш дечко и да си заљубена и така натаму и така натаму. Колку треба дечко да те сгреши за да можеш да го фрлиш коктелот во него? Многу. Тоа е крајот на мојот одговор. Многу. Ако тоа е крајот, тогаш почетокот на моето ново прашање ќе биде како е ѓумар? Режија? Да, убаво прашав. Како е ѓумар? Не знам. Не знам, навистина. Најверојатно како колеги треба да одржувате контакт. Не сум се обидел. Дали ќе се правиме се уште наивни? Па сега да се правиме или да не се правиме? Ја мислам дека треба да се каже оно што треба да се каже. Приватниот живот знаеш многу добро дека во јавноста треба да се експонира, односно дека јавноста секогаш го сака тој дел. А доколку ние не сакаме да го споделиме со јавноста?
Тука новинарот е тука да се преземе своји мерки. А какви мерки ги преземеме, Кристијан? Не знам, да го прашаме Ѓумар? Слободно. Нека пред него да го прашаме, ти треба да си кажеш што твојот мнение. Кристијана, молим те. Just asking. Па може да се каже. Дополни се. Што конкретно те интересира? Еве веќе кога играме со отворени карти на маса. Кој е поврзаноста помеѓу Девана и Ѓумар? Музиката. Добро, може би нешто повеќе од музиката. Кај си пеперутките во стомакот? Кај си или каде биле? Кај си и каде биле? Почнеме каде биле, нели минатото свршено со сегашноста, па може и за иднината. За иднината? Минатото заврши до иднината. Да, сакам да ти направам да заборавиш на претходното прашање, дека не си ме прашал ништо. За жал, новинарска глава тешко се... Так. Да, новинарската глава секогаш памети си, така што... Ајде, пак да се навратиме нас. Како со Ѓумар? И како било со Ѓумар? Отворени карти. Зашто морам да зборувам на оваа тема? Ова не се договоривме да го збориме. Види, и до навка не се договори многу работи за мене, ама ето. Да, и тоа што викаш. Добро, што те интересира? Како беше врската со Ѓумар? Ајде детално, онака, опиши ни. Како се чувствуваш во тие моменти? Во сите своји врски сум се чувствувала максимално исполнето. Додека траеле. Колку плачеше кога раскинавте? Не плачев. Тогаш дали се тешеше со помош на алкохол? Не, апсолутно. Вие денес јас ти го наречав токму Sex on the Beach од проста причина. Ја имам чуено дека токму тој коктел завршил во неговата фаца. Од каде ти се овие информации, ќе те молам? Едноставно. Значи, ако си новинар, треба се да знаеш. Да, добро, морам да се помирам со тоа. Добро, и каде застанавме? Кога? И дали коктелот беше ладен кога му го фрли во неговата фаца? Па имаше прилично многу мраз. И дали го болеше, плачеше, црвен беше? Не го видов нагло заминав од целата таа приказна. Ти ја опишуваа ли случката? Избегнав да коментирам на таа тема. А сега кога си тука во 4 очи треба да се соочиш околу таа тема, како би го опишала тоа? Дрско, безобразно, секси или некоја трето? Луто. Како феронка за време на зимски пакување во тегли? Импулсивно, скроз. Како? Импулсивно тоа би дошло како кога пулсот ти работи дупло повише тоа што треба, претпоставам како на тебе сега. Нормално во тие ситуации секогаш пулсот ми работел нели многу повеќе од како што на мене сега и на тебе сега нормално. Дали таа врска би ја вратила нас? Тоа е многу конкретно прашање и глобално и не можам да одговорам. Тоа е многу директно прашање, бидејќи рековме сите карти да ги отвориме на маса. Како дали би ја вратила? Дали би се вратила повторно да идеш со Ѓумар? И дали би било со Ѓумар? Дали ти не остасува? Какви се твоите чувства сега? Не сакам да ја кажам своите емоции. Тоа е веќе навистина длабоко. Тоа само во себе го чуваш или го споделуваш со некого? Само во себе, апсолутно. Можеш ја имаш можност. Значи, добро вака, ета, кога веќе Fly прашуваш... me to the moon. Ајде, докажи се. Не, мислам дека е подобро да пееме. Не, кажи. Да, кога веќе директно прашуваш. Секоја наша врска оставила голема доза на љубов и голема доза на поврзаност. Овде почна веќе ладно да станува, да не испадне нека ми трепери гласот од некои други причини. Да. И јас така лажев кога беше за поплавиве конкретно. Да, јас така велев. Надвор многу е жешко, па срцево многу ми лупа. Докажи се. Не, навистина станува ладно овде, мислам дека треба да дислоцирам. Така, но веднаш кога ќе завршиме интервјуто. Да. Што беше прашањето? Дали повторно би се вратил, дали повторно би било со Ѓумар, дали ти не остасува? Дали повторно би го направила тоа што го направила пред... Па искрено не, затоа што веќе не сум до толку лута како што сум била. Ама искрено доколку би можела да го вратам времето, да бидам со одредена личност, не е битно дали тоа личност која што ти ја спомнуваш во овој интервју, константно веќе, можеби 10 минути и повеќе,
Мислам дека не би ги променила своите избори во животот моментално, никогаш. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK, Панчо ДНК. Јас сум Елена Ристовска. Јас сум Игор Джамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Девана, тогаш не сакаше да зборуваш на тема љубов. Не. Јас сум дека не успев да ја извадам сликата, меѓутоа ќе се обидам вака да направам. Кика? Да направам, да, да. Проблем? Не, немаме никаков проблем. Знаеш дека ние сме снаудливи. Ето така, еден зум, ако може. Значи ти и Кристијан Значи, се мртви. ова е демант или потврда на оно што претходно го слушнавме? Добро потврда е. Тоа никој не сликаше после концерт. Ве сликал? Да. Ама вие очигледно многу добро сте се наместили за... Не би рекла дека ова е папараци. Не се папараци, никој не сликаше, не знам за кого стануваше збор, меѓутоа ми ја пратија подосна таа слика. Да. Какви беа коментарите после ова интервју? После ова интервју конкретно, па имаше секакви коментари, најчесто бев осудувана. Да, може да забележам на исто така на интернет некои од порталите, мислам дека го имаше прокоментирано сето ова како во стилот дека ти си била причината поради која што си му го расипала бракот. Каде било тоа? Можно е, но не е тоа воопшто вистина. Значи, тој брак не е активен повеќе од 5 години. И јас не сум растурила ничив брак. А доколку некој сака да ме деградира на таков начин, онда во ред, нема проблем. Не допира тоа до мене. Така. Не сум причината за пропаѓањето на тој брак, затоа што тоа е пропаднато дамно. Каков е сега вашиот статус? Чив статус? Вашиот заедничките со личноста која што ја видовме на сликата. Немам некоја посебна комуникација. Освен на професионален план, затоа што нели тука сме, работиме заедно и сето тоа е малку тешко да се избегне. И тоа е тоа. Држиш часови по пеење. Какви часови тој ти одржа тебе? Па, пошто ми беше професор. Па пошто ти беше професор, еве и си имала прилика и приватно да го поседуваш и да го имаш и да
држите часови да се запознавате со некои работи. Какви часовите ти одржа тебе? Па морам да кажам дека дружењето пред се со него беше едно прекрасно искуство за мене, затоа што станува збор за една многу интелигентна особа, за еден исклучителен уметник. Не можам тоа да го оспорам. И имам научено многу работи од него, како за животот, така и за музиката. Значи, мимо тоа што ми беше професор. Беше една интересна кохезија, малку чудна, нели, за оние кои што немаат друга работа, освен да се мешаат во нечиви други, во нечив друг приватен живот, се извинувам. Меѓутоа, можам да кажам дека извлеков поука од сето тоа. Научив многу нови работи, нови нешта. Од се учиме во животот, нели, се е некаква школа и мислам дека е добро што имаме можност да поминуваме низ такви работи, добри, лоши, небитно, интересни, можеби скандалозни за некого, за да се челичиме ние како луѓе. Тоа е многу добар начин да станеме луѓе. Дефинитивно, мислам, од професор има што да се научи, така? Па да, не го спорувам тоа. Добро. Дали ти можеби со твојот сексипил него го привлече? Пак да се навратиме на сексипил. Значи, не си Кристијан, немој да бидеш Кристијан. Не знам сега со мојот сексипил. Тоа е една минлива работа. Значи, пред се е битно двајцата партнери да се најдат компатибилни во, нели, да можат да имаат за што да зборат, да имаат интересни заеднички ситуации. Сексипилот само привлекува карактерот и оние заеднички ситуации кои што ги имаме, тие остануваат во секоја врска, од секоја врска, нели? Без разлика на завршетокот на истата. Така. Се вратиме малку подоцна повторно со овој муабет. На линк треба да го имаме нашиот Кристијан. Кристијан, дали се слушаме? Одлично, Кристина. Гледам, правите прошетка низ нашето прекрасно Скопје. Да, ќе направиме прошетка од оној чист воздух кој го имавме на водно. Се чувствуваат разликите, Ивана? Кристијан, јас волку го немам шетано Скопје за волку кратко време, веројатно од кога сум била мала. Има разлика, нема разлика, не знам, само знам дека сега веќе одеднаш е многу бучно, многу некако помирно ни беше горе на водно. Тоа значи дека овој дел од Скопје не ти се допаѓа? Центарот оддамна веќе не ми се допаѓа и оддамна го избегнувам. Ти знам, патуваш толку километри, колку што патуваш да стигнеш до твоето работно место. Така е. Стигнавме до Шангај, стигнавме до животот таму и до тоа дека дишеше со помош на маски. Тоа значи дека екологијата таму ни развој, ни ништо немаше. Мислам дека страшно е што и кај нас веројатно е табу тема и мислам дека никој кај нас освен извесна групација на луѓе кои што извесен период во последниве 5 години правеа протести во однос на загадување во Македонија и во Скопје. Меѓутоа, можам да ви кажам дека разликата кај нас која што се чувствува само кога е најчесто магловито, не е ни приближна со таа разлика која што ја видов таму и со тие климатски промени кои што ги искусив таму. Значи, последно го гледав најновиот филм на Леонардо Ди Каприо кој што се занимава со моменталните климатски промени на светско ниво, каде што се тврди дека главните загадувачи на целиот свет се Кина, Америка и Индија. Можам да ви кажам дека по право се и да, разлика има, огромна е и ние немаме ни мала допирна точка со тоа всушност што таму се случува. Зборуваме за град кој што е презелен, постојат паркови на 2 чекори, дрвата не можат да постигнат да филтрираат кислород. За жал, многу долго време не излегувам во... Ајде, не. Еве, например, од тебе дознав дека Прометеј бил гол па го облекле. Еве, јас нема познат. Жените се пуне, би се пунела ли ти вака, те прашам? Баш напротив, слободно се облече дека повторно, баш е тоа симпатично за гледање. Дали ти се допаѓаат новите гаќи на Прометеј? Ќе премолчав. Еко материјали за изработка на еко гардероба.
кажи ми во Македонија дали тоа го има воопшто и дали знам дека се подготвува нешто се шушка шуш. Пркнато е од предизвесен период. Постои една девојка Данила Милошевска која што држи сајт за еко линија и продажба на еко мода. Меѓутоа сето тоа е на многу мравка ниво, а пред нас е освојување на цел еден свет. Во моментов светските трендови се насочени кон тоа, кон еко начин на живот, паметен начин на живот и паметен лајфстайл. Мислам дека тоа што нам ни е битно овде е што се повеќе и повеќе да се едуцираме на таа тема. Македонија е светла и сончева земја, има простор за соларен начин на живот, меѓутоа не знам дали воопшто некој го интересира тоа пред се. Дали ќе знаат што е тоа соларен начин на живот? Мислам дека ќе дознаат кога парот страдава, ќе ги соблече градите и задниците и ќе стави соларни панели на нив, па можеби така ќе видат всушност дали што е и како е, за жал. Мислам дека никој веќе не го интересира тоа. И за жал, колку што, например, во Македонија имала некоја традиција на скромен и квалитетен живот во минатото, веќе тоа го нема. Мислам дека луѓето се сконцентрирани на конзумеризам, исто како што се случува во светот. И мислам дека во моментов сме на исти пат, како што се и надвор, да заглавиме во многу невкусна околина со исклучително огромни промени неповолни за нас. Изминатите поплави и земјотреси само го потврдија тоа. Ивана, една од оние работи што ми остави внимание, ние се буниме во Македонија. Кога немало сонце сме носеле на учере, не се буниме за тоа како сме облечени и од што е направено тоа што го носиме на нас. Не знаеме што е тоа еко гардероба, ако можам така да ја наречам. Значи, до кога и зошто? Кристијан, во овој момент, за жал, еве направете една анкета. Ќе ти дадам две парчиња, едното чист памук, едното вискоза. Покажи им го на било кого најди на улица и прашај го дали ќе ти го препознаат памукот. Ти гарантирам дека за памукот ќе речат дека е пластика. Зошто? Затоа што во моментов тоа што се сервира како природно е чист полиестер, заради тоа што никој од нас не е доволно едуциран за да разбере дека памукот има поинакви квалитети, дека памукот е крут, се гужва и на прва рака, на допир, е многу груб, да речеме. А вискозата, напротив, и полиестерот е мекано, топло, и ти мислиш дека тоа е тоа, и дека така треба да биде. Кога купуваме памучни производи, купуваме чист полиестер и вискоза. Кога треба да купиме памучен производ, реакцијата е ау се гужва, кој ќе го пегла ова. Кога последен пат во летно време сте облекле лен, освен ако не сте повозрасни, бидејќи повозрасните се доволно паметни да знаат дека ленот е природен изолатор за летно време да може да манифестира соодветни влијанија надворешни на телото. Значи му прави на телото да му биде пријатно на плюс 40 степени. Кога последен пат сте облекле чиста волна? Не сте облекле ве боцка, ви гарантирам дека ги фрлате џемперите бабите што ви ги даваат. Мислам, признавам, еве ние од другава страна. Јас признавам. Едукацијата е страшно погрешна, тоа што се сервира на интернет е сосема погрешно и тоа што се прима како информација е манифестирана на кому како му одговара, а не како што вистината е. Тоа што ние го носиме во моментов сите овде, и дури и снимателот, значи е нешто што е количина направена во огромни количини, каде што не се гледа ниту на квалитет, ниту на начин на изработка, ниту на квалитет на материјал. Само се гледа да се продаде како продукт. И тоа е тоа. Ке се надоврзам на тебе, почнуваш здрав начин на живот. Неверојатно, не ми се верува да видам, па тогаш ќе кажам, ќе се размислам дали ќе кажам дека е така. Односно, Ивана, која нема време за ништо, спрема 5 колекции од еднаш, односно по 24/7 дреме во драма студио, сега ми кажува јас ќе живеам здраво, човеч. Како тоа ти ќе живееш здраво? Вака ќе пишеш со мене на линкови или? Ивана одамна веќе живее здраво, меѓутоа не го пропагира во јавност. Во текот на денот обавезно Ивана пие, јаде, зеленчук, овошје, цеди сокови, зелени салати, чвака, итн.
Меѓутоа сега ме подбра Марија од 60 минути и реши да ме пикне на вежбање по секоја цена. И како резултат, наскоро ќе објавиме еден заеднички проект на кој што работиме, пошто нели ако ме пикнеш за здрав начин, ја ќе ти најдам работа како тоа да го сведеме. Девојката е супер, многу ја поддржувам во тоа што го прави, бидејќи на невештачки начин и на не пропагира некоја силувана убавина, туку потенцира лични природни карактеристики, не потенцира тоа што општествено во моментов се смета за критериум на убавина, а тоа се оние неприродни деколтиња и неприродни црти и тела, туку баш нешто напротив, нешто што е лично, нешто што е секоја жена го има, а тоа е личната убавина на жената. Само треба да ја негуваме сопствената лична убавина, тоа е некоја убава парола за која што и драма стои. Така да мислам дека тука и се најдовме како две идеологии, да видиме сега, ќе видиме понатаму што и како ќе биде. Тоа значи дека ти, освен тоа што јадеш здрава храна, ја не слушнав дека ти правиш стомачни по дома или пак идеш на вежбање. Хајде биди искрена спрема оваа публика од оваа страна. Нема сила на светот што ќе ме натера стомачина. Не сум од тие вежбачите што ќе се сликаат во теретана, дефинитивно. Мора се офи во теретана. Ако видите ово од мене, тоа мислам дека ќе биде смак света следниот ден. Не сум исклучителен. Колку дена боледува? Знаеш, за некој чудо сакам да пливам и сакам да трчам. Ти ветувам дека следниот пат и јас се носам на пливање. Кристијан, дали се слушаме? Тоа е многу ретко за жал, меѓутоа, да, многу сакам тоа да го правам. Класичното на вежбање во теретана со тегови и со влечеш, тегнеш, те влечат. Не се најдов таму. Што не велам дека е лошо, нели секоја чест за момците и девојките што го прават, тоа супер за нив. Убаво е да се движи човек, поготово за некои професии каде што заковани нон-стоп позади стол, стоиме, седиме и просто атрофираш во еден момент. Сакаме ние да си работиме администрација само. Абе, добра, администрацијата е 8 часа или еве мојава небоза од работно време кое што преминува сите правила и прописи. 4 часа работиш, 28. Така е. Можам да Кристијан, дали се слушаме? Сама на себе и ете да одвојам 2 часа од денот за себе пред се. Ти благодарам, Кристијан, за вклучувањето. Јас знам дека малку е саат и пол да ви оставам време да разговарате. Ви благодарам уштинешка за вклучувањето. Ке поздравам овдека нашата добро позната Ивана Кнес, која што верувајте секогаш има добри совети да ни даде што со модата, а сега еве и со животните навики. А сега одиме на реклами. С оглед на времето кое што ни преостанува само овдека да се поздравиме јас и мојата денешна гостинка и ти ветувам дека во наредното издание ти ќе ми дадеш мене час по пеење, а јас тебе ќе ти дадам час гостување, така? Ти благодарам на поканата, ми беше задоволство. Така. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, останете на фреквенцијата Телевизија 21, следуваат флеш вестите на албански јазик. Каде да сум, чао!